Што значи тоа ако има избори во април? Груевски со одоговлекувањето на овој процес ги уништи сите определби предвидени во второјунскиот договор. Ке спомнам неколку. Од јуни до август да се спроведат паралелните примени на чаптер 23-24, односно глава 23-24. Имаме обврски до 15 ноември да се спроведат препораки. Имаме обврски што до крајот на јули да се заврши со Државната изборна комисија. Еден куп датуми со одоговлекувањето на овој процес комплетно се прекршени. Повелете? Кој Нулан дојде со конкретен предлог, може би прифатлив за вас. Ние сме транспарентни секој пат во нашите постапки. Секако, ако меѓународната заедница, без разлика дали е тоа од господја Нулан, комесарот Хан, не знам, мадам Могерини, даде конкретен предлог во кој што се исполнети условите, а тоа се споделени одговорности и гаранции помеѓу власта и опозицијата за враќање на демократските институции, за нормализација на државата, за враќање на корективите во општеството и обезбедување услови за фер, регуларни, слободни демократски избори, секако е вредно за разгледување. Повелете? на Македонија, кога планирате да почнете повторно со објавувањето на материјалите и освен тоа што ќе го преземете и ќе продолжите со проектот, која е другата стратегија? Што друго ќе правите периодот што? Тоа значи дека буквално од вечерва во консултација со граѓаните, почнувајќи од политичката коалиција, интелектуалците, граѓанските здруженија, органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз. Заедно сите ќе ги донесеме сите конкретни чекори кои што се демократски дозволиви во секоја земја, така и кај нас, и ќе ни бидат на располагање да ги преземеме. Значи покрај тоа, вистината за Македонија веднаш го врзувате со споделување на доказите и аргументите кои што ги правевме и сето она кое што е демократски дозволиво и не стои на располагање, апсолутно ќе го употребиме. Соодветно за периодот во кој што делуваме. Лето е, соодветно за летото. Ке дојде есен, соодветно за есента. Слободата, демократијата, правдата мора да ги вратиме во Република Македонија. Повелете? Апсолутно, избори во април ниту очекуваме некој да организира, ниту се можни без опозицијата да се организират. Да напоменам уште еднаш, на Македонија и треба избори, но тие избори мора да бидат фер, демократски, слободни и регуларни. При тоа, нормализацијата на институциите, враќањето на демократските институции е веќе опфатено во второјунскиот договор. Оврска е на државата согласно препораките од Европската комисија, извештајот на ПРИБЕ, извештајот на Стејт департментот за човековите права и слободи, извештаите кои што доаѓаат од Обединетите нации и други меѓународни институции, се оврски заедно. Нормални институции, демократски институции, корективи во општеството, па и со тоа взаемно споделена одговорност за регуларни, слободни, фер и демократски избори е возможна излезна варијанта. Се помалку од тоа апсолутно не е дозволиво. Не заради тоа што Заев и опозицијата сакат. Таа е целта, да имаме нормална земја, која што граѓаните преку слободно изразена волја ќе определат иднината на својата земја. Повелете. Господине Заев, ако може, ја имам, ако дозволите, две прашања. Во контекст на претходното, дали народнините кои што се инволвирани во случај Смилковско езеро им дадовте одредени докази кои што ви ги бара? И второто прашање е, премиерот Груевски денеска ги замоли медиумите да не му поставуваат прашања, да не му наштети на процесот на преговарање, што очигледно он уште се надева дека процесот на преговарање не е завршен. И во контекст на ова, што велат на вашава одлука или уште не сте им ја соопштиле, не знам, меѓународните медиатори? Еве вака, значи, знаете дека требаше да се постигне договор на 10 јуни. Не се постигна договор. На 19 направивме нов состанок заедно со амбасадорите и председателите на 4 најголеми парламентарни партии, за да договориме дека на 29 ќе биде последен ден. Аргументацијата во функција на успешен преговарачки процес со договор. Апсолутно држеа да дадеме дополнително ден, 2, 3, така соопштувавме. Но 29 помина многу денови, денеска сме 9. Постојаното одоговлекување, во кое што опозицијата ја гледате во состојба да го почитува целосно договорот.
нема докази и аргументи, дури внимаваме со изјавите. Целосно црна кампања води власта преку провладините перјаници. А апсолутно сите други можни институции отворија процеси против Заев и против многу други опозиционери. Ние останавме на преговарачкиот процес. Зошто? Најважна е иднината на Македонија и интересот на граѓаните. Но самото одоговлекување на целиот овој процес е повеќе недозволиво. Нема нешто што ќе се случи во петок, па во сабота да ги одржиме ние лидерските средби. Не постои нешто. Сите можни опции апсолутно се истрошени на маса. Лимитот и црвените линии се. Не велам ние да гарантираме. Споделена одговорност и гаранција да има помеѓу власта и опозицијата за фер, слободни и регуларни избори. Само на тој начин ќе има полн легитимитет победникот на тие евентуални избори. Апсолутно април беше дефиниран како оптимално решение. Прво, за да има доволен период да сите овие промени се случат во општеството, а истовремено да не биде предолг и се обиде Груевски да се рехабилитира од овие докази и аргументи. Апсолутно взаемно прифатлив термин беше тогаш на тој 2 јуни. А сега гледате, денеска сме 9 јули, апсолутно не се возможни практични примени на она кое што значи потребата за дефинирање на датум крај на април за предвремени избори. Во делот на тоа што ме прашавте со меѓународната заедница, јас морам да кажам дека луѓето дадоа надчовечки напори. Навистина им благодарам од името моје на опозицијата, на граѓаните во чие име преговарам. Навистина сите можни опции, трпение и разбирање го има за нас, претпоставам и за Груевски, доаѓајќи кај нас, разговарајќи, одејќи таму и секако, и е за почит. Тоа се големи пријатели на Македонија. Целиот овој процес и тие се информирани како се одвиваат работите. Последно беше ај во понеделник да има лидерска средба. Па ај ако не во понеделник е вторник. Вчера отиде изјавата дека премиерот кога ќе заклучи, тогаш тој ќе свати дека има потреба за лидерска средба. Лидерската средба е потребна заради преговорите со прецизирање на конкретните докази за изнаоѓање на решение. Да не сакате да има ни лидерска средба, нема објаснување од овде. Во делот на прашањето за родителите на убиените деца во Смилковско езеро, и тие беа кај мене, како и братот на повозрастниот човек кој што е убиен, рибарот, и направи средба со нив, како што прави средба и со родителите на осудените лица. Секој пат во функција на вистината и транспарентноста. Таа порака јас ја испратив до еден од родителите, секако спазувајќи го законот и давајќи им можност да ги разберам како родители во ваква состојба, да добијате информација повеќе. Тоа што е за споделување и законски дозволиво е споделливо. Ние остануваме понатаму на располагање секогаш тоа да го направиме. Во одреден момент, кога ќе заклучиме дека тоа е токму моментот за таа работа и вистината поврзана со процесот Монструм ќе биде споделена. Тоа е наше ветување и тоа ќе го направиме. Повелете? Ве молам и прекинувате, но конкретно од кои причини? Дали единствената причина е тоа што премиерот не сакал, одбивал вашето барање да поднесе оставка и да се повлече? И второто прашање, дали мислите дека сега има поголеми шанси да ве уапсат за тоа што рековте дека нема да го почитувате правосудството? Со ова соапсењето апсолутно гледате дека не ми е важно. Јас напротив верувам дека судот треба да го спроведе законот и со тоа да покаже е суд независен и го спроведува законот, или уште еднаш да ја потврди врвот на абсурдноста. И да бидам до крај јасен и конкретен. Јас верувам дека може и тоа излез од кризата. Апсолутно не сме да биде ни важен ни Заев, ни било кој поединец за овие универзални вредности за граѓаните и Република Македонија за кои што се бориме. Тоа е воопшто неважно за нас и апсолутно абстрахирана перцепција. За да се одоговлекува толку преговорите, значи да дадеме шанса повторно на 29 да има лидерска средба, па за ден, два, три да одложиме, па уште неколку дена. Продуктивно сме разговарале внатре, со конечна цел да се постигне договор. Но на човека можете со сила да му земете, со сила не може да му дадете. Апсолутно, ако зборуваме за еднината на Македонија, тогаш отстапките мора да бидат направени од двете страни. Но, ако при тоа е спротивно на интересите на граѓаните и Република Македонија, тогаш нема и конечна цел зошто преговарате. Ние не дојдовме до тоа дека се урнисани преговорите. Одложувањето само по себе ни покажува што тоа Груевски сака да постигне со одложувањето. Де факто секојдневното одложување го урнисува второјунскиот договор, де факто се ја води својата црна кампања, де факто го прави притисок од врз институциите. И покрај се седевме овде на преговори. Дававме шанса заради интересот на граѓаните и Република Македонија. И само ќе повторам.
на човека можете со сила да му земете нешто, да му дадете, не бива. Повелете? Господин Заев, видите, значи сега кога одговаравте, не бевте, мислам се стекна впечаток дека улогата на меѓународниот фактор тука завршува. Како ја гледате на тамошната соработка? Јас реков дека навистина се пријатели на Македонија, тука ќе продолжам. Јас си дадов одговор на прашање кое што беше поставено. Ако има конкретен предлог од нашите пријатели од меѓународната заедница, без разлика од каде дојдат, а при тоа тој предлог ги опфаќа овие гаранции, велам, многу разбирливо е тоа, да ги врати демократските институции. Во препораките, чаптер 23, тоа е предвидено. Да ги нормализира условите во општеството во кое што живееме. Да ги врати корективите. Што значи совеста е медиумите, независниот медиумски простор. Судството, обвинителството, тоа се главните корективи. Антикорупцијска, завод за ревизија, да ги врати. И заедно како нус продукт, да споделиме взаемно и одговорност и гаранција за слободни, фер и регуларни избори. Појасно здравје. Тоа и не може да е интерес на опозицијата, тоа е интерес на Република Македонија. Ако дадат ваков конкретен предлог, без разлика дали ќе дојде од господја Нуланд, или ќе дојде од некој од меѓународната, од Европската унија, или било кој дел од меѓународната заедница, а ги опфаќа овие претпоставки. Вредно е да седнеме и да го дефинираме тоа. Ако е надвор од тоа, ниту имаме право, ниту сакаме, ниту можеме да се дозволиме надвор од тие граници да разговараме и преговараме. Повелете? Малку повеќе што содржи вашиот предлог, односно предлогот за кој што се дискутираше. Имаше многу спекулации, меѓутоа точно ли е дека барате 150 дена пред изборите да се повлече Груевски? Точно ли е дека се бараат функции во МРТВ, јавно обвинителство, за кои министерства се преговара? Пошто рековте дека преговорите се практично запираат, време јавноста да знае за што се дискутира. Еве вака. Ова детализирање на вакво прашање на одговор може само да ги задоволи личните совети на поединци, коментатори во јавност. Нашите барања беа гаранција и од опозицијата покрај од власт за нормализација на институциите, демократските институции да се вратат во нормала, апсолутно корективите во општеството и да бидеме и ние гарантори на фер, демократски, регуларни и слободни избори. Знаат сите дека повеќе на Груевски не можеме уверуваме да спроведе избори, така? Затоа велиме споделена одговорност помеѓу власта и опозицијата во гаранциите за регуларни избори. Тоа беа нашите барања и нашите позиции. Деталите сега воопшто и не се важни. Ако тие услови се исполнат, секако сите детали стануваат многу важни. Најважна е нивната практична имплементација која што ќе следува при евентуален договор. Но од денеска објавуваме дека преговорите не беа успешни. Повелете? Што ќе се случи со кампот на слободата? Ќе остане таму или ќе, не знам, можеби ќе се вратите на улица со протести масовни секој ден? Одлуките ќе ги донесеме заедно. Вредно е со сите овие луѓе кои што обстојуваат без малку 2 месеци. Таму, заедно со нив да ги донесеме одлуките, заедно со граѓанските организации, како едни од главните организатори и на кампот, и заедно со сите нас партиципентите и на масовниот мултиетнички протест на 17, заедно ќе ги носиме одлуките, може и ќе бидете таму кога ќе ги носиме овие одлуки на еден транспарентен, демократски начин. Како ќе ги донесеме одлуките, така и ќе се движиме. А ако се одлучиме да го повлечеме кампот, веднаш ќе дефинираме други интензивни активности соодветни за постигање на конечната цел. Може ќе одлучиме да обстои кампот да развиваме и други активности. Секако тоа би требало заедно да го донесеме, не само Заев или раководството на СДС. Преска кажавте дека ако имам предлог од меѓународната заедница, дека ќе конкретен предлог, дека ќе продолжите да работите и на преговори на се што ако тој предлог дојде од Груевски. Не е способен човек да даде демократски предлог. Не е способен. Да беше тој подготвен, ќе го направеше веќе. Сведок е и Заев, сведок е и Груевски. Сведок си нашите тимови, сведоци си неговите тимови. Сведоци е меѓународната заедница. Знаете како? Преговараме во време кога веќе не се спротивставени ставови на опозицијата наспроти власт. Толку се јасни, толку чисти. Извештаите на Европската унија прибе извештаат. Стеј департментот, Обединетите нации. Се е јасно како бел ден. Прашање е која опција Груевски ќе избере за негово заминување. Јас верувам дека денеска тој ја пропушти една од опциите за на ваков начин да замине од власт. Повелете.
Заев, како ги коментирате резултатите од последната анкета на ИРИ, каде што ВМРО ДПМН покажува дупло повеќе доверба од граѓаните отколку СДСМ? Ево вака. Во хибриден режим во кој што обстојува нашето општество, автократско владење од страна на Груевски, вакво како што го дебатираме, разговараме и ние сите меѓународни институции, ниту една анкета не е релевантна анкета. И никој не може да верува во такви анкети. Во такви анкети не верува ниту Груевски. Оти тој да веруваше во таквите анкети, ќе постигнеше договор и ќе одеше на избори, каде што апсолутно граѓаните на таа вистинска анкета, на тајно гласање, со слободно изразена волја на граѓаните, ќе одлучат дали на ваков режим автократски поставен ќе му дадат после 10 години кои што ќе ги направи во април, уште 4 години владење. Тој се плаши од тој момент и зад него и анкетите не му се одверување, тој не ги верува таквите анкети, а гледаме дека не е ни подготвен да дојде, да се договори со опозицијата за фер, регуларни и демократски избори. Повелете? Господине Заев, вие од една страна велите дека вашите барања се токму тие од поглавието 23. Денес еврокомесарот Хан излезе со интервју во Радио Слободна Европа, кај што практично ве искара сите политички лидери, рече дека сте губеле време до сега, а и од друга страна бара компромис. Сега, кој е компромисот тука? Дали може коментар? Мислам, вашето барање велите дека е дел од тие од Европската комисија, од поглавието на Европската комисија, а тој вели од друга страна дека треба да се има компромис. Една работа. Европската унија давала препораки кон Македонија си во овие 9 години на владење на Груевски, а последните 5 или 6 години со конкретните препораки заради започнување на преговори. Спроведено е нешто тие препораки. Секоја година извештајот е се полоши и полоши. Затоа велиме сите важни политички партии да бидат гарантори за спроведувањето на тие препораки. Тоа е офатено во точка 6, во една од подточките, која што е исто така во договорот утврдено. Кога одиме на преговори, апсолутно е јасно дека мора да има отстапки од двете страни. Но смислата никогаш на постигнатиот договор не сме да се изгуби од предвид. Демократичноста на политичките партии, нивниот капацитет и зрелост да бидат подготвени да ја водат Македонија се гледа и во нивната подготвеност за преговори. Но истовремено не смеа да изгубат смислата за нивното постоење или мисијата за која што во моментот се дејствуваат. Така да, секако исчекор имаше и од нас, и од нив, и од сите, но апсолутно тој исчекор најверојатно не е доволен за да може да обстојат сите овие гаранции за кои што зборував претходно, а преку тоа да се постигне договор помеѓу власта и опозицијата. Ви благодарам на вниманието.